Следи разговор во нашето студио. Колишката суза ја пречека нашата гостинка и драго ми е што ќе имаме можност да слушнеме од неа нешто што сите жени ќе ни интересира. Меѓутоа, станува збор за рамноправност помеѓу родовите. Савка Тодоровска, председател на Сојузот на организација на жени на Македонија, очилата прекрасно ви стојат. Па ви одговараат и со марамат. Јас барам совет дали со или без. Еве вака малку нели опуштени да сме. Прекрасно изгледате и драго ми е што ќе имам можност да слушнам ваков разговор. Ме интересира за што точно станува збор, за каква рамноправност секогаш ние си бараме нешто жените. Што се однесува до очилата, блазен на оние дами кои можат да бираат дали со очила или без очила, бидејќи некои немаат избор, мораат со очила. Мораат со очилата, така е, да. Повелете се за. Благодарам многу, добро утро официјално и од мене за вас, Савка. Драго ми е што сте ни повторно гостинка. Туку што пристигнавте од Сараево, каде што се одржа регионалните средби за родова еднаквост на темата Берлин 2025 и има многу интересни нешта кои што ќе ги споделиме ова утро со нашата публика. Да, најнапред и на вас во студиото, а секако и на вашите гледачи. И јас сум една од утро што ве гледам, така да следам и ве поздравувам во рамките на тоа. Иначе, еднодневна имаше конференција во Сараево на регионот, на учесници и учеснички од Западен Балкан, од земјите на институционалните механизми и на женските невладини организации и другите организации кои се занимаваат со женските прашања. Иначе, Берлин процес 2025 кој има за цел и го поддржуваат владата на Обединетото кралство и владата на Република Германија, а кај нас од нашата држава поддршката од ГИС. Јас, заедно со уште две мои колешки од Националниот совет за родова рамноправност, адвокатката Билјана Ташева од Сдруженијето Визија од Кавадарци, која што исто е од Советувалиштето и председателката на Организацијата на жени од Општина Лозово, Марија Моневска и други од институционалните механизми и други женски и други организации од нашата држава, а и уште сите други околу нас, значи од Западен Балкан, 100 учесници и учеснички бевме во Сараево. Се разговараше на планот и поддршката за жените. За сега имаме некаде околу 40% во структурите на одлучување, но тоа се уште не се смета за доволно, бидејќи природно колку што сме 50-50 и нашите заложби од Националниот совет за родова рамноправност е во 2023 имаме поднесено и иницијатива до парламентот и се уште ја тераме таа иницијатива, како што сме почнале со 30%, па сега е 40%, значи во првиот парламент 91 имаше 5 жени, сега сме се близу 50 жени во структурите, сега пред локалните, но не можеме да бидеме задоволни. Таму каде што е законот го има, но таму каде што нема е бројот едвам ни на двете раци, колку што не се брои. Да, ги споменавте локалните. Се подготвувате и за исто во ова да ги обучите и да ги охрабрите жените, колку што е можно да излезат и да го искористат своето граѓанско право, да гласаат. Какви ни се приликите во моментов? Ние во нашава држава можеме да се пофалиме дека со последниот попис 51% од населението се жени. На универзитетите се запишуваат повисок процент од машката популација. Исто така и завршуваат и магистрираат и докторираат. Повисок процент на женска популација од машка. Но едноставно, кога ќе дојдеме
на планот на работни задачи, на високи функции, на високи позиции, на водење на бизнис, на структури на одлучување. Ние тука, кај што нема законска регулатива, значи едноставно се уште стереотипната улога, која што можеме да кажеме како едно дрво во корењата на дрвото, кој што тешко или никако не може да се отстранат, тоа се стереотипите за местото и улогата на жената. И затоа нашата задача или нашата работа во новото време се со нови предизвици, што сега и во Сараево, исто така и на регионот и општо во Европа и светот, ние не можеме да говориме за потреба на еманципација на жена. Кај нас се еманципирани, учени, знајни, квалитетни, но имаме потреба од се уште додатни сервиси кои што всушност ќе ги тргнат стереотипните товари на жените од плеќите, кои што уште во камено доба ги имале, а сега во 21 век тоа може едноставно да биде распределено, може да биде споделено и таја едноставно да може да делува според својата определба, со својата задача, со своите знаења, со своите умења, со своите вештини, да може да даде придонес и за себе, и за семејството, и за општеството. Во рамките на структурите на одлучување, едноставно во парламентот и на национално ниво имаме постигнато одреден процент според законската регулатива. Во советите на локално ниво, што сега исто така ќе бидат на локалните избори, до некаде и така. Но во структурите на градоначалничките места, тоа е, мислам, за нас како земја, која сме биле лидер во регионот, во структурите на одлучување, само 2 до сега жени градоначалнички од 81 градоначалник е катастрофа, а сега од 300 и кусур предложени немаме ниту 10. И тоа само можеби 2 политички партии имаат предложено жени, останатите кои што и како независни се јавуваат и оние кои што се од другите политички партии немаат дадено. Тоа се уште говори дека имаме место за работа, односно ние како организирана форма не треба да ги учиме. Нашите жени се учени, нашите жени се способни, но само им треба храброст, одлука, зајакнување на опкружувањето, намалување на стереотипите и едноставно да ги охрабриме дека тие можат и знаат, а не треба да бидат под влијание на некои, јас би ги рекла, негативни, затоа што секогаш има една народна поговорка: на поле врата не се затвора и на народ уста не се затвора, така да меѓу нас има и од тој тип луѓе, жените кои што смеат и можат и законот им го дозволува, а имаат поддршката и од сите нас кои што сакаме добро на општеството, да се охрабруваат, да се вклучат во структури на одлучување, да се вклучат на позиции високи, да знаат дека само така може да дадат придонес кон унапредување на нашето демократско општество. Бидејќи, ако половина од популацијата биде исклучена, а тоа се жените, од одлуките, не можеме ние да зборуваме ниту за демократија, ниту за праведно општество. А ние знаеме дека можеме, знаеме и едноставно тоа го заслужуваме да го имаме. Тоа е и во рамките на
одлуките жените, а и во политичките партии веќе доволен број ги има жени, не само како популација што не има, за разлика од пред 3 децении. Тоа значи дека ги имаме сите предуслови, само уште треба да имаме храброста и оние стереотипни улоги кај што на една жена која ќе се одлучи да биде во структури на одлучување, незините ангажмани, незиното време потрошено, незините сета вклученост во сите дејности, таа мора да има едноставно распределена и домашна задача, и деца, и семејство. Да има кој да ја помогне, кој да ја превземе одговорноста дома. Јас не често велам, ама на жената треба да се помогне. Зошто на жената? Тоа е семејство. Значи, ние имаме во семејство живееме. Не се само неизини децата, така е. Семејството е заедница, а ние у заедницата мораме да бидеме сите среќни и весели. И често пати велам, ако ги имаме тие семејни вредности, мораме ние на семејството и да му помогнеме, помагајќи на семејството, ние тогаш ќе распределиме обврската. Значи, зошто стереотипот е дека на жената и припаѓаат. Да, ако жената си ги родила децата, не се тоа само нејзини деца. Тие се заеднички, едноставно да. И во семејството, и масата, и појадокот, и ручекот, се е заедничко. И грижата за домакинството е тоа заедничко. И потоа и грижата за родителите кои ќе ни останат. Тоа значи дека ние сите заеднички мораме да се грижиме и од тука тие сервиси, како што успеавме да имаме субвенции за жените во земјоделството, така сега се ангажираме да имаме субвенции за сервиси кои ќе можат на семејството да му дадат добробит, а истовремено да направиме поправедно општество и функционално општество, со вклученоста на сите нас. И ние не велиме сите ние жените треба да бидеме во структурите. Не, оние како што сите мажи не се. Оние кои што сакаат, кои што имаат вештини, тие ќе си влезат во тоа, а другите ќе се занимаваме. Исто и економијата, исто и со насилството. Значи, единствено, жените кај што се најбројни, за жал, се само како жртви на семејно насилство. Токму тоа сакав и да го потегнам. За жал и во 21. век повторно се случува енормна бројка на жени кои доживуваат семејно насилство. Еден добар дел од нив се охрабруваат и се јавуваат на вашите SOS линии, го споделуваат проблемот и бараат решение. Но има и такви кои долго време го живеат тоа семејно насилство, го трпат и од срам или веројатно од незнаење кои се нивните права го зголемуваат проблемот, така нели? Затоа вие тука медиумите, а и ние кампањи вообичаено правиме и на домашно и на меѓународно ниво, за да ја промовираме SOS телефонската линија. Еве, ако има од гледачките, нека запишат. Тоа е бројот 141 700, бесплатна линија 24/7. Значи, исто така може да добијат совет како, каде да пријават, што треба да направат, што можат сами, што можат со поддршка. Имаме и бесплатно советувалиште, психолошко, правно и социјална категорија, така да едноставно може да се направи, но само треба да се охрабрат. 141 700. Бесплатен телефон од сите оператори. Од сите оператори, без префикс, без ништо. Зашто најчесто, за какви проблеми најчесто ви се обраќаат жените? Од секако вид на насилство, и психолошко, и економско, и сексуално, и исто така сега и на конференција во Сараево се разговараше и за најново вид на насилство, дигиталното. Го трпат насилството од секако вид. И дома, сега го трпат и жените во бизнисот, жените и во медиумите, жените и во политиката. Тоа значи едноставно станува под наводници модерно насилство, каде што по дигитален пат, а тоа е најверојатно и најлесното, каде што се удира по честа, по достоинството на жената и тоа е само начин да се дискредитира и едноставно жените
почнуваат да бидат, условно јас да речам, закана за оние мажи кои што всушност се на политички или на бизнис секторот некаде на врвот, а чувствуваат способните, вредните, квалитетните жени кои што се вклучуваат во секторот, се уште една закана наспрам нивните колеги, противници и од машката популација. Но тоа јас знам, моето долгогодишно искуство на овој план, дека ќе го сватат дека не е правично. Зошто? Заради тоа што ако сите се вклучиме кон целта да имаме побогато и поправедно општество во нашата држава, ние само заеднички можеме тоа да го постигнеме, така да сите оние кои што сакаат, јас сметам дека квалитетни има многу, и знајни многу, учени многу, значи само треба да не си правиме контра позиции, него едноставно да се вклучиме заеднички, да тргнеме кон заедничката цел и да направиме општество кое што ќе даде добробит на сите граѓани. Ќе можеме сите да живееме во благодет, а на оние кои што не можат, кои што имаат со посебни потреби, кои што ќе бидат немоćни, ќе имаме кај што ќе можеме и на нив да помогнеме. Затоа што само богато општество може тоа, социјално општество, може тоа да си го дозволи. Тоа се нашите општи цели, иначе програмите наши се и конкретни кон жените. Сметаме дека се уште на нив им е потребно, се уште не дека тие не знаат, него обкружувањето е оноа кој што е вообичаено стега на жените кои што имаат некои конвенционалности за нивниот напредок наспрем нивните способности, знаење и умење. Што ќе биде друго актуелно имаме ова истовремено есен? ние сега наспрем на оноа кај што делуваме што повеќе да ги има жените на листите, што повеќе да ги има во советите, сега кога говориме за локалната власт. Предстои, така? Имаме веќе охрабрени жени кои што како независни кандидатки, да речеме, еве во Битола имаме некоја затоа што сте вие битолчанка, значи жена која што се појавува како независна кандидатка. Тоа е, мислам, така една храброст, но тоа е за поздравување. Сметаме дека и за тоа ги охрабруваме жените и во политичките партии, и оние независните. Значи, не се срамите и не се страшите. Ние сме ветер во грб. Едноставно, можеме се да помогнеме, само вие треба да имате храброст да кажете да, јас сакам и можам. Ама истовремено имаме се уште и оноа семејно гласање, каде што жените, нивните гласови се злоупотребени, особено во одредени рурални средини или други, да речеме, средини. И тука ние сега правиме напор да имаме наблюдување на одредени области, каде што од женски агол. Значи, нели има наблюдувачи од ОПСЕ, од ОДИРА, од политички партии, но ние ќе бидеме оние наблюдувачи од женски агол, да видиме како жените кога излегуваат на гласање, дали самостојно го даваат гласот, дали имаат притисок од некого, дали како или пак има различни моменти кај што можеме да определиме и да се увиди дали самостојно го дава гласот или е под притисок, или пак едноставно некој сака да и го злоупотреби. Така да и тие обуки сега ги правиме. Потоа на 19 октомври на одредени гласачки места ќе излеземе. Ете, од сите страни сметаме дека само нашата работа е да ги охрабриме жените. Затоа што нашите жени се по природа итри. Нашите жени се и едноставно се спремни и способни на сите области, а едноставно да. Но се и послушни. Итри се, но се и послушни, тоа ни е менталитетот, да. Видите, таа особина сакаме да ја покажеме дека треба да биде во најмал процент
дека и послушноста е... Дека секој има право да го истакне своето лично размислување. Но да. мора и да се вклучи. Така. А Тоа е колку нејзино ги имаме споредни и граѓанско право. способни. Да. Ете, тука се нашите заложби, така да работиме и на јакнење на капацитетите на женските организации во мрежата на Националниот совет за родова рамноправност и индивидуално јакнење на вообичаени обуки, катадневни средби. Ние на оваа тема ќе си проговориме во вториот дел, кога набрзо ќе се договориме, кога и ќе говориме можеби после изборите, да видиме како жените се покажаа на годинешниве престојни локални избори. Тука за жал ги потрошивме минутите предвидени за денеска. Многу ви благодарам што ни дојдовте понеделнички. Еве вака опфативме неколку теми, а јавноста веќе знае дека вие сте неуморен борец за женските права и секоја чест ви се поклонувам на вистина.